Александра е млада медицинска сестра во Струмичката општа болница. Тука е релативно кратко, но веќе ја чувствува љубовта кон професијата, со сите нејзини убавини и предизвици. Вели дека гордо ја носи оваа униформа. Чувството навистина е прекрасно, со цел што се помага на сите луѓе, тоа е доста хумана работа и ми е чест овде да работам како персонал. Така, колку време сте тука и еве кои се некои предизвици со кои што се соочувате? Јас сум овде скоро, немам пола година, неколку месеци сум. И овде имаме разни предизвици каде што како млад персонал можеме да стекнеме големо искуство за понатаму. За разлика од младата Александра, Јулија Манолева, која е главна сестра во болницата, има големо искуство, но пак смета дека да се грижиш за здравието и добросостојбата на пациентите е голема чест и одговорност. Оваа работа им значи и достоинствено и пожртвувано ги извршуваат обврските. Нашата професија не само што е хумана, бара огромна посветеност и пожртвуваност. Бара дел од нашето време посветено на семејство, кое е посветено на семејството, дел од нашиот спокој и нашите чувства, бара максимална концентрација и ангажираност. Медицинскиот персонал беше на првата линија изминатите 2 години кога светот се бореше со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19. Незамислива е борбата на лекарите без поддршката од медицинските сестри, што особено го истакна директорката на болницата Катерина Кузмановска. Се тие дел од нашиот тим, дел од нашето големо здравствено семејство, кој што заедно со нас лекарите минуваат низ многу предизвици, секојдневно и денонокно ја носиме и болката, и тагата, и радоста на нашите пациенти и нивните семејства, вклучително овие 2 години за време на ковид пандемијата, навистина дадоа се од себе и благодарам уште еднаш за целокупниот ангажман, за секој спасен човечки живот, за секоја поделена терапија, за секој добар збор, за хуманоста, за солидарноста, за пожртвуваноста. Им благодарам за тоа што беа нашите соработници, тимски, заедно со нас лекарите, за да можеме да дадеме се од себе за пациентите. Им благодарам за целокупниот влог и ангажман во овие 2 години, беа тешки и за нас лекарите, и за, се разбира, и за медицинските сестри, беа тешки и за фамилиите, и за пациентите. Секоја година од 5 до 12 мај во светот се одбележува меѓународната недела на медицинските сестри и акушерките. Меѓународниот ден на медицинските сестри се одбележува на 12 мај во знак на сеќавање на денот на раѓањето на болничарката Флоренс Најтингел 1820-1910 година. Таа ја предводела првата група на жени кои заминале на фронтот во Турција да се грижат за ранетите војници. Името на оваа англичанка се поврзува и со иницијативата за соодветно професионално образование на медицинските сестри.